Јас ќе и кажам добро утро на мојата Суза, сега обратно, во текот на вчерашниот ден беше ти тука, јас таму и така. Но се за да убаво функционираме во нашата утринска програма и добро утро за нашиот гостин автофагија. Многу ме интересира навистина оваа тема и со внимание ќе ве слушам и секако со прашање. Ќе влетам. Благодарам, Славданче. Јас верувам дека не само ти, туку и многу наши гледачи со нетрпение очекуваат да слушнат многу повеќе за автофагијата, која е термин се поприсутен последниве неколку години, а на оваа тема одлучивме да разговараме заедно со Дино Николич, кој што втор пат е гостин оваа година во утринската програма со оглед на големиот интерес кој го поводи првото гостување. Дино, Мускулатура МК е сајтот на кој што многу млади и возрастни луѓе можат да следат совети, практики, искуства и начин како да направат добри животни навики. Пред се добро утро и добре ни дојде утринската. Добро утро, добро најдов. Ти си здравствен тренер, меѓу останатото и човек кој што на вистина е огромна поддршка на многумина кои што имаат потреба било од здравствени или од естетски причини да направат крупни промени во нивниот живот, така не ли? Така е, точно. Автофагија. Ајде на почеток вака да разграничиме што означува самиот термин и да започнеме со тоа колку е стара оваа наука. Така. Автофагијата како процес е стар милиарди години, значи постои во живите организми, меѓутоа е откриен од еден јапонски биолог кој што фактички е откриен во 2016 година како процес. Значи гледате колку е науката во некој поглед е многу млада. Тој го терминирал некако, да. Да, го открил, го увидел дека постои. Значи тоа е фактички процес на рециклирање кој што го содржи организмот сам во себе. Така. Сите луѓе кои што се обидуваат да некој килограм да се ослободат од вишок на килограми, пробале многу диети, многу начини на исхрана, што успешни, што привремено успешни, меѓутоа автофагијата се покажа за нешто кое функционира на повеќе нивоа. Кои се првичните придобивки од автофагијата? Така е, тоа е, значи автофагијата е процес кој што се одвива во нашите тела постојано. Значи тоа е како телото постојано внатре ги прочистува клетките, ги прочистува оштетените делови, нефункционални делови, закоравени, закржлавени делови. Тоа е исто како ние секојдневно, пример, си зачистуваме дома, си одржуваме да е чисто, меѓутоа има степени и нивоа на автофагија. Доколку се дојде до подлабоко ниво на автофагија, тоа делува како еден вид ремонт да се прави на организмот. Значи, првата работа што ја активира автофагијата, односно длабока автофагија, бидејќи автофагија цело време има, меѓутоа зборуваме за длабока ресторативна автофагија, е постењето. Значи, кога човек не јаде, ако не јаде, и не би рекол гладување, како што го нарекуваат, например, интервално постење, и некој го поистоветува тоа со гладување. Вистински тоа не е гладување заради тоа што во таа состојба, доколку човек многу добро се адаптира на тоа, тој нема да биде гладен. Така. Да, значи нема да се измачува, да гладува, да се спречува да јаде, туку едноставно апетитот се регулира. Така. Јас тука морам да ја приклучам и Слободанка малку во дискусијата, бидејќи она што е вистина многу голем бенефит ако одлучиме да се придржуваме кон правилата кои што ги бара автофагијата, е дека вистина автофагијата умее да ги рециклира лошите клетки, да ги задржи само здравите клетки и на тој принцип не само што ќе не ослободи од вишок од килограми, туку таа може и многу успешно да исцели дури и сериозни диагнози кои што го загрозуваат нашето здравје и нашиот живот. Што значи благодете за нашето тело и за нашиот организам од ова што сега имав можност да го слушам. И затоа држи она дека многу повеќе луѓе во светот умираат од прејадување отколку од нездрава и од нездрава исхрана. Да. Дури постојат некои земји постојат правила дека ако 40 дена гладуваш, да речеме, и си само на вода, ти сериозно правиш еден огромен детокс во телото, детоксикација, што навистина се што е лоша клетка заминува од твоето тело. Јас, она што многу ме интересира, ние знаеме каде поднебјето навистина не е убаво и плодно, меѓутоа каква храна јадеме исто така, и сето она што го внесуваме во нашиот организам, дали и тоа има исто врска со автофагијата и можеме на таков начин исто да ги сврлиме, како што Сузеве убаво кажа, сите оние отровни материи кои што си ги имаме внатре и внесуваме во телото и преку исхрана. Јас знам
дека нашиот ќе кажам, па добро, балканската наша, сите си го обожаваме и сакаме Ноле Ѓоковиќ, кој исто мислам дека се придржува токму кон оваа диета автофагијата, токму и вела дека и преку него исто така стана многу популарна, ја практикува веќе мислам дека околу 2 години. Нешто повеќе би сакала да знам на вистина, еве имав можност да погледнам, затоа што едно револуционерно сознание автофагијата, така да кажам. Така е, токму така е и е револуционерен процес, кој што сега луѓето во скоро време увидува дека може да го појачат и да го контролираат преку исхраната. Во суштина исхраната е клучна за автофагијата, заради тоа што автофагијата е процес, зборуваме цело време кога велам автофагија, мислам на длабока автофагија, не на она што се одвива постојано на било кое ниво, туку кога навлегуваме во длабока автофагија, тогаш ги добиваме оние ресторативни бенефити, подмладувачки бенефити. Автофагијата, длабоката автофагија се активира и е единствено активна во процес на нутритивна кетоза кога е човек. Односно, тоа е начин на кој што телото искористува енергија со нашата стандардна исхрана. Луѓето како што денеска јадат со многу големо количество јаглехидрати, лебови, ориз, компири, овес и така натаму. Тоа има, значи телото добива постојан наплив на шекери во организмот, на јаглехидрати кои што се претвараат во шекер. Кога се претвараат во шекер, во таква состојба телото не може да работи и да прави автофагија длабока. Доколку го префрлиме организмот на согорување масти, преку правилна исхрана тоа се случува, значи човек може со исхраната тоа да го направи, телото тогаш влегува во состојба на нутритивна кетоза, каде што наместо шекери користи масти за својата енергија. Автофагијата е водена од процесот на кетоза како процес, односно начинот на кој што таа се одвива. Горивото од каде што го добива автофагијата за да работи, го добива од мастите во процес на кетоза. Доколку човек јаде јаглехидрати, автофагијата се прекинува. Значи не може да се одвива. Значи исхраната е клучна и првата работа која што поттикнува автофагија. Друго, доколку човек не би јадел. И сепак постојат степени на адаптација. Еден човек кој што се храни стандардно со стандардната исхрана и човек кој што е во кетоза со години се различно адаптирани на согорување масти и односно различно адаптирани на ефективност на правење автофагија во организмот. Доколку човек почне да гладува, односно да прави интервално постење, кое што е всушност нејадење. Например, може човек да јаде 2 пати во денот, да јаде во 12 часот и да јаде во 6 преку ден, тоа му остава околу 20 сати нејадење, да речеме. Значи мора да го има таа интервална пауза. Така е. Значи да се изгладне телото. Дали ние го одредуваме тајмингот во колку ќе јадеме? Јас некаде читав дека автофагијата подразбира еднаш да јадеме во 10 часот, еднаш да јадеме во 18 часот и толку, до утредента до 10 да не јадеме ништо. Дали ние сами ја одредуваме таа сатница или има некој биоритам на телото кое бара точно во одредено време да се јаде? Така. Зависи што сакаме да постигнеме. Ако јадеме 2 пати дневно, например во 1 часот и во 19 часот, нас ни останува одреден временски период каде што не јадеме од 19 часот до 1 часот до следниот ден. Во тој период ние фактички сме во еден вид постење. Меѓутоа, автофагијата како процес, длабоката автофагија започнува околу на 16-17 час. Значи со интервалното постење, кое што се прави, да речеме, со 2 оброка во денот, имаме автофагија, меѓутоа таа е плитка. Имаме ресторативни процеси, меѓутоа ги нема оние вистинските. Доколку човек пости 24 часа, 48 часа, тогаш се случува длабока автофагија и тогаш на вистински почнуваат вистинските длабоки бенефити. Состојбата на кетоза, науката ја гледа како и има увидено дека всушност е начин како човек да ги добие бенефитите од автофагијата, без да пости и без да се изгладнува на долги периоди. Само јас се извинувам на кратко, меѓутоа што е многу важно затоа што сите кога ќе го слушнеме тој збор рак, канцер, стравуваме. Меѓутоа со автофагијата еве еден податок вели дека се намалува ризикот за заболување од рак. Тоа е точно. Тоа е точно, дури науката увидува дека и може и кога има веќе рак да се повлече точно. Ракот во суштина
едноставно кажано, секој вид на канцер настанува кога телото не е доволно способно и брзо да ги прочисти и да ги возобнови клетките. Значи, клетката има некаква абнормалност, некаква дисфункција, доколку механизмите за чистење на телото не се ефективни заради различни причини. Тоа може да биде погрешна исхрана, премногу активност, неактивност, стрес и така натаму. Тогаш таа клетка може да стане канцерозна. Значи, ако ги нема тие процеси природни, чистачки процеси да речеме, многу клетки би отишле на кај канцер. Меѓутоа, бидејќи телото работи кој што треба, постојано ги обновува, постојано ги подобрува и не дозволува да се развие фактички канцер. Така, Дино, што е дозволено во тие часови на изгладнување? Дали се 18 или се 20 или се 24 часови? Значи, не јадеме, еве, сме решили да го пробаме и да го примениме тој принцип, но што е дозволено да пиеме? Знаеме дека ние сме земја која го сака кафето, некогаш ги пиеме и по повеќе во денот, се пијат и чаеви, се пие и какао, но еве, од течности, што е дозволено во овие сати на пауза, да кажеме? Зависно од што сакаме. Значи, доколку сакаме чиста аутофагија, многу би било подобро човек и подолго да пости, значи подолго од 16 часа. Меѓутоа, за тоа сакам да напоменем, значи, за да дојде до таа состојба, многу е полесно да биде прво во состојба на кетоза, да му се привикне телото, наместо од стандардна исхрана веднаш да почне да гладува, ќе биде многу тешко, бидејќи има страшни варијации на нивото на шекер во крвта, ќе му се качува шекерот, ќе му паѓа, ќе му се јавува стрв, ќе му снемува енергија, бидејќи тоа се првите симптоми. Меѓутоа, што може да се јаде? Значи, еве, ако збориме за длабока автофагија, во суштина човек не треба да внесува никаква храна, никакви калории, може да се пие кафе, може да се пие чај, не треба да има шекер, може да се зема стевија како засладувач, меѓутоа чиста стевија, бидејќи некои производи на пазарот се нудат со малтодекстрин или со некој друг засладувач кој што е фактички дури и полош од шекерот. Така да мора да се најде убав производ на стевија, таа не го крива шекерот во крвта, не ја прекинува автофагијата. Алкохол ќе ја прекине автофагијата, какао може да ја прекине, зависно од како е приготвено, дали има млеко и така. Така, зашто најчесто тебе ти се обраќаат клиентите кога разговарате за автофагија? Дали за промена на животните навики или пак исклучиво за намалување на телесната тежина? И за тоа, и за тоа. Значи, не сите сакаат да ослабат и не сите имаат вишок килограми, меѓутоа стварно голем број имаат вишок килограми. Во суштина, многу луѓе сакаат да постигнат подобра верзија од себе. Сакаат да имаат повеќе енергија, да имаат подобар фокус и тоа автофагијата го овозможува. Превентивно да се заштитат од некои несакани. Суза, јас повторно би се надоврзала, затоа што, еве, од многуте познати личности, го споменав Новак Ѓоковиќ, кој е, нели, светски познат тенисер, меѓутоа енергијата знаеме дека тој веќе со години тренира и си ја има таа сила и енергија, меѓутоа како поминуваат годините, вчудо невидени бевме од онаа енергија која што тој ја покажа на својот последен меч, каде што сите бевме со воодушевување од каде му се поврати таа сила и енергија. Затоа, дали автофагијата има врска со тоа што оглед на тоа дека етеноле веќе повеќе години на оваа диета? Така, дефинитивно, јас верувам дека има врска. И она што можам да го кажам од искуство е, јас не сум го гледал ноле како функционира, што се конкретно прави. Ја изгуби енергијата, но повторно си ја поврати назад, за само неколку минути. Така е, така е. Значи, тоа е чудесен процес, кој што навистина ја зголемува животната енергија во човекот. Тоа се гледа и кај луѓето што се на програма со кои што работиме. Значи, еве ќе ви кажам еден случај од неодамна. Човекот рече, окей, ќе почнам да постам, неколку дена ќе направам пост. Окей, направи, веќе беше добро адаптиран и отиде на 3 дена пост. После 3 дена јас се чувствувам фантастично, сакам 7 да правам, можам вака да терам. Окей, пробај. Значи, ова не значи дека било кој човек треба да земе да пости веднашка 3 дена или 7 дена, без ништо да јаде. Значи, мора постепено и добро адаптирано да влезе во тоа. Да. После 7 дена, Дино, јас се чувствувам феноменално, фантастично. Да, се е состојба на умот. До сега. 10 дена направи. И сега видите што се случи. Ова е зачудувачки. За 10 дена, овој човек, во склоп на се што се случи, воедно изгуби и 7 килограми. 7 килограми. Тоа се 7000 грама. Тоа се 63.000 калории, бидејќи топел масти од својот организам. Тоа се 6300 калории дневно, у просек.
стандарден човек со обична исхрана и со стандарден начин на живот би трошел околу 2000 калории. Овој човек не направи ништо екстра активности во своите денови. Замислете, тоа значи дека преку 3 пати повеќе неговиот организам работи забрзано, во добра смисла, значи не во негативна смисла забрзано пребрзо, туку помоќно, поефективно и троши 3 пати повеќе калории, што значи дека лекувачките процеси кај него се 3 пати побрзи. Ете го одговорат, да. Да, и тој ми вели, Дино, не знам како ова да го објаснам, една негативна мисла нема, вели. Јас се чувствувам, вика, прекрасно цело време има фокус и после тоа кога ќе поминат тие денови на постоење, мора многу постепено да се врати на јадење. Не е само едноставно взимаш и јадеш, заради тоа што организмот бил, дигестивниот систем бил празен. Колку се важни тие комбинации на храна кои треба да ги практикуваме за да не направиме некаков шок, бидејќи телото навистина ако е изгладнето со денови и сме ја примениле тој пост или автофагија, како и да го наречеме, навистина не може баш се да поднесе и секаква комбинација на едно со друго. Што е најпожелно да се практикува во првите денови после постот? Да, зависно од колку бил долг постот, еве да речеме ако е 2-3 дена, значи веќе треба постепено да се влезе со јадење. Например, може да биде тоа едно варено јајце. Значи, не треба да се изеде цел еден голем оброк, треба многу постепено. Треба течна храна, например, ако се јаде, да речеме, некое пилешко месо, и тоа мала количина, подобро е да се стави во блендер. Значи, да биде треба храната многу мека. Така, јас предпоставувам дека не слушаат со интерес гледачите, особено возрастните кои што навистина се свесни каков бенефит има од постот, не само од верски причини, туку еве и од нешто што може да ни биде само помош, да бидеме сами своји доктори, самите да превенираме пред да ни се случи некакво поголемо нарушување во телото, иако автофагија во последниве години е термин кој што е мега популарен по фитнес центрите, каде многу луѓе сакајќи да добијат брзи резултати, млади луѓе се разбира, ја применуваат автофагијата и со помош на физичка активност навистина успеваат да дојдат до фантастично добри резултати. Може ли да се живе на овој принцип, да се одреди како доживотен лајфстайл? Дефинитивно може. Нормално човек не може да пости да не јаде бескрајно, меѓутоа треба да се практикува тоа повремено. А јас го препорачувам интервалното постење, јас лично сум во состојба на кетоза преку 7 години и интервално постење веќе околу 2 години. Значи, јадам 2 оброка дневно, без проблем, имам многу повеќе енергија него претходно. Го менуваш саатот кога јадеш или? Најчесто ми е тоа време, сега зависно од што сакам да постигнам, што пробувам, експериментирам, гледам. Во суштина, ама се држам до 2 оброка. Некогаш одам и со еден, некогаш и прескокнувам скроз да не јадам, значи подлабока автофагија. Меѓутоа, тоа е животен стил кој што може и би требало секој човек да го прифати, заради тоа што нашата еволуција е така фактички човекот се развивал и така опстанал. Човекот низ еволуцијата не опстана со 3, со 5 оброка. Туку телото во себе е повеќе создадено да биде склоно и способно да издржи период на нејадење, бидејќи со тоа е полна нашата еволуција. Ние не сме имали изобилство на храна, туку сме имали недостаток на храна. И всушност дебелината е процес кој што е во еволуцијата многу значаен, заради тоа што порано луѓето немале изобилство на храна, ловеле и така натаму, кога ќе се собирало повеќе храна. Немале фрижидери да ја чуваат, таа да стои, значи ќе морале да ја изедат таа храна. Ќе се здебелеле. Меѓутоа еволуцијата што вели? Ако ја гледате еволуцијата како личност, што таа знае како особа? Таа знае дека чеки сега има многу храна, ама сигурно ќе нема храна повторно. Така. Сега ќе изедеме целава храна и неколку месеци нема да има доволно храна, односно ќе бидат принудени да постат. И така луѓето со вишокот сало ќе го фактички бидејќи телото ќе работи на масти, они ќе преживеат заради како тој вишок сало. Како животните што имаат зимно време хибернација, се така повлекуваат во своите гнезда, во своите дупки, ја чекаат пролетта да се разбуди природата, да. Мечката собира килограми и после тие 6 месеци она ги нема веќе вишок од килограм. Поентата ми беше дека вишокот сало еволуцијата го предвидела како начин да се преживее и да е тоа краткотрајно, не да живееме
вечно со вишок само, што само по себе не е здраво. Така, темата е многу интересна, може би со внимание слушам, би кажале кои диагнози не можат да си ја дозволат автофагијата. Има луѓе кои имаат хронични болести и навистина за нив е комплицирано баш да гладуваат долго време, како да речеме диабетичарите и останати луѓе. Има ли диагнози на кои им е забрането вакви експерименти да прават? Тоа зависи од случај до случај и секој човек треба да се консултира со својот лекар, со тоа што исто факт е дека не се сите доктори и сите стручни лица еднакво запознаени со сите ефекти, заради тоа што гледате ова 2016 година излегува. Доста млада наука, да. Ако некој завршил образование во 1980 и не напредува, не чита, не учи нови истражувања, нема да биде во тек. Со тоа нема да може да даде соодветен совет. Така. Дино, многу ти благодарам, не знам дали имаш Слободанче. Имам се уште прашања, со оглед на тоа дека навистина е можна интересна темата, ќе продолжиме ние со следните содржини. Ме интересира дали возраста има некое влијание со автофагијата или пак нема врска сето тоа што дали од колку до колку години можеме да ја практикуваме овој начин на диета? Да, значи како што одминуваат годините, така способноста за автофагија науката вели дека малце се поднамалува, затоа и доаѓа до старење. Може да се практикува од било која возраст, сега тоа е сепак зависно од што сакаме да постигнеме и зошто. Но секогаш се поставува токму тоа прашање, што е она што ние сакаме да го постигнеме со овој начин на диета? Да, и што сакаме. Без разлика еве и за кај оние помалите генерации. Да. Е сега, например, кај мало дете, јас не би применувал таков пристап. Сепак зависи што сакаме да постигнеме. Например, состојбата на кетоза, да речеме кај деца со епилепсија е многу лековита состојба и го намалува бројот на напади. Значи, кога човек се храни на тој начин, се намалуваат епилептичните напади. Тоа науката го знае одамна, тоа впрочем порано и бил. Тоа е одлично да го слушнеме и да го знаеме сега. И тоа бил метод на лекување порано, кога ги немало овие лекови како што ги има денес. Значи, автофагијата може да се практикува зависно од тоа човек што сака да постигне. Сакам да напоменам дека бремени жени не треба да прават интервално постоење, не треба да јадат еднаш или два пати, но се да јадат повеќе пати во денот, и да не го оставаат детето, бебето без доволна храна. Значи не е за бремени жени. И сега за диабет, например, според моите сознанија е многу корисна автофагијата. Интервалното постоење е многу корисно, меѓутоа треба да се прави паметно и внимателно со цел да се направи успешно и да ги добиеме вистинските бенефити. Дури и оние што се на инсулинска терапија? Дефинитивно да, затоа што праксата покажала сепак секој што е на инсулинска терапија треба да биде во комуникација со својот лекар, за да му биде состојбата под надзор. Да, добро е да се слушне ова и навистина треба да се охрабри секој еден кој што сака да направи трајни промени и да се ослободи можеби за секогаш од инсулинот доколку ги ја проба автофагијата, но како што рековме во консултација со стручни лица можете да го консултирате Дино, Мускулатура МК е сајтот каде што може да ги добијат сите неопходни линкови како да стапите во контакт. Тој е отворен за комуникација, за поддршка, за соработка и се разбира за добри промени за кои ќе говориме во некоја следна наша средба. Се надевам, да, баш со задоволство. Ти благодарам многу и многу среќа посакувам во секое ново поглавје во кое ќе завлезеш да ги менуваш животите на луѓето.